Откако владата донесе сет на мерки за помош на невработените, социјалците, пензионерите. Сега стопанството чека стимулација и некаква помош за да ги ублажи последиците од енергетско-економската криза, која подолг период трае. Ова издание на Тренинг, мој соговорник е Горан Антевски, генерален менаџер на Раде Кончар ТЕП. 70 годишно постоење на компанијата. Дали ова е може би најдлабоката криза со која сте се соочиле како компанија? Секако не, затоа што 90-тите години компанијата имаше големи проблеми. Секако јас не учествував во тие проблеми и не ги решавав тие проблеми, но секако беа тешки за нашата компанија. Се успеа да се избори компанијата да може да обстои на пазарот. Секако овие моменти се тешки за нас, како нова генерација, која ја води работата сега и се надеваме дека ќе биде последна. Господин Антевски, во најавата споменав дека сега бизнисот чека помош од државата за ублажување на последиците од кризата. Што треба да биде приоритет за да се на некој начин ублажат економско-енергетските потреси? Моја заложба како бизнисмен е владата да помогне само во смисол да ги олабави законите за да можеме да работиме и да се снаоѓаме во моментите кога таа самата не може да се снаоѓа. Таа не може да обезбеди доволно енергија по поевтина цена отколку што е на берзите. Нашата цел и заложба на голем дел од бизнисмените е да се ослободи и да се олабави законот за поставување на фотоволтаици и секако ветерници, затоа што тоа е иднината за нашата држава, да може полесно и побрзо да го преброди овој момент на енергетска криза што се јавува во моментов во Македонија и самостојно да работиме за да не зависиме од големите трговци. На страна за продажба и за останати работи, нас ни е битно за собственото производство да го регулираме, да можеме да нашите производи да бидат со конкурентна цена, затоа што иначе ќе ни сврлат од пазарот. Се соочуваме со недостиг на мазут, газ. Допрва ќе обезбедуваме. Зошто се доведовме до ситуација во 5 до 12 да се обидуваме да ги решаваме проблемите? Па сите овие години немаш инвестиции во поголемиот енергетски комплекс на термоцентрали и хидроцентрали. Знаеме дека каскаат тие проблеми, тие енергетски капацитети, но сега со развојот на фотоволтаиците јас сум поборник да се постават што повеќе во нашата земја, затоа што имаме доста сонце. Поголемиот дел од компаниите работат во текот на денот, може да си го прилагодат и работното време, за да може да произведуваат производи кои се во термините кога има сонце. Така да ние како бизнисмени ќе си најдеме начин како сето тоа да го пребродиме, но законските одредби за поставување на фотоволтаици, како што еден мој пријател изјави пред некое време, интересна изјава, вика, полесно ќе добиев лиценца за производство на марихуана него за производство на електрична енергија. Искрено ме чуди, како бизнисмен, како техничко лице, зошто и како не ни се дозволува да поставиме фотоволтаици, ни се бараат голем број на документи, таа постапка трае по неколку месеци, а вие можете се друго да произведете без никаков проблем, али струја не можете да произведете. Се сомневате дека некој ја обструира оваа процедура, оваа постапка? Па искрено не можам да кажам дали ја обструирал, можда и идел со добра замисла дека мора да се постават некои стандарди за поставување на фотоволтаици, но тие стандарди се претешки за исполнување во нашите услови во Македонија. Можда да е препишан законот од европските регулативи, но видете, кога имате некаков проблем со некаков закон или во бизнисот, вие наоѓате решение што побрзо да го решите тоа. Од владата, во разговори со представниците на владата, сите го знаат тоа дека има проблем, но никако не се наоѓа можност и начин да се смени законот. Господин Антевски, колку се реални проценките или предупредувањата на бизнес заедницата дека ако државата не смогне сили да им помогне на стопанствениците, дека компаниите ќе бидат принудени да го реедуцираат производството,
да се соочат со намалување на работниот ден, со евентуално, што е можеби најлошата варијанта, бркање на вработените. Видете, правите бизнисмени секојаш ќе бараат начини и можности како да го решат проблемот. Тие што мислат позитивно за своите вработени, за своите компании, за својата држава пред се. Ние бизнисмените сакаме да добиеме некаква помош од владата, но ја првенствено би рекол дека самата влада треба да ни овозможи како ние самите да се спасиме. Затоа што не можете вие поединечно да гледате компанија по компанија, владата треба да најде можности како да ни помогне како стопанственици, заеднички на сите да можеме да користиме од тие можности поволни за нас. Секако, голем дел од компаниите веќе затворија, рудниците, дел од големите фабрики веќе се во план да затворат, затоа што не може да се издржи ова темпо на електричната енергија. Секако и ние како компанија Раде Кончар-ТЕП имавме во последните 3-4 месеци големи проблеми со сметките за електрична енергија. Каква сатисфакција тогаш имате ако во овој период не работите со добивка? Всушност сте на некаква нула. Па видите, ние сме македонска компанија. Пред се, во нашата компанија Раде Кончар-ТЕП вработуваме околу 75 вработени сме работници и ние се грижиме за нашите вработени, за нашата држава. Ние сме странска компанија, дел од странските компании веќе планираат да затворат и да ги отпуштат вработените. Тоа беше примерот и со ковидот. Ние ни тогаш не затворивме, ги исплаќавме комплетно платите без да напуштиме некого. Се трудиме да си ги задржиме нашите вработени, се трудиме да бидат задоволни и да работиме. Тоа ни е целта. Се уште за домашните компании главна главоболка е што државата за некој е мајка, за некој е маќеја. Многу често еден период знам дека се жалевте, говорам домашните компании, дека државата има селективен однос, повеќе инвестира и им помага на странските компании отколку на домашните. Нас не мачи друг поголем проблем, што неколку пати веќе сме разговарале со државата, слушаме дека има најави, дека се размислува на сето тоа, но сето тоа е тешко остварливо за нив. Работата е што ние ДДВ плаќаме при увоз на нашата опрема, го фактурираме према нашите купци, тоа ДДВ наместо да ни се врати, се пресметува. Ни се враќа после одреден период, еве имаме случај во нашата компанија, скоро година дена не ни е вратено ДДВ-то, затоа што се предвидува дека ќе дојде контрола да провери дали е во ред, а се уште година дена не доаѓа контрола. Значи ние сме подготвени, ги молиме да дојдат, тие не доаѓаат. А од друга страна ние поново мораме да на предплатеното ДДВ ние поново мораме при увоз на нашата опрема да платиме дополнително ДДВ. Значи ние плаќаме два пати, како македонска компанија плаќаме два пати ДДВ. Тоа не оптеретува многу во нашето кеш флоу, во работењето на готовинското плаќање. А од друга страна, странските компании што се во индустријските зони не плаќаат никакво ДДВ. Следите тренинг, мој гостин во емисијата Горан Антевски, генерален менаџер на Раде Кончар-ТЕП, стопанственик. Трошоците за живот на годишно ниво се зголемени за 16,8%, а цените на мало за 14,2%. Ова е последно од Државен завод за статистика. Расте и инфлацијата. Дали растот на инфлацијата ќе биде или е веќе дополнителен товар за компаниите? Да, секако, затоа што и платите мора да растат. Вие ако сакате да ги задржите вашите вработени, вие морате да ја зголемувате платата. Ние како компанија веќе во овој период од нова година навака ги зголемивме негде за 18% во моментов со последните пресметки, затоа што самите вработени имаат проблеми, не може да се ги платат сите сметки, затоа што сите трошоци се зголемени, а секако храната мислам дека и малце повеќе е зголемена од тие бројки, некако ми се чудни 14% да биде растот кога се гледа дека во трговината е малце повеќе. Антевски, денови Народна банка излезе со ново ревидирање, со ново покачување на каматата за половина проценти, сега е 3%. Економскиот аналитичар Владимир Глегоров посочува
на две кризи, со инфлацијата во 70-тите и во 2008 година. Тој пишува меѓу другото, проблемот со промената на монетарниот режим е што е потребно повторно да се пресметаат сите ризици, пред се на банките, бидејќи тие се менуваат во порастот на каматите. И доколку во некоја банка се покаже дека произлезе поголем ризик, отколку што е оправдано, може да има не само проблем со ликвидноста, туку и повлекување на пари. И солвентна криза. Па да, ние сме во криза, нормално, и банките ќе влезат можда во дел во кризата, затоа што предходно имаше ковид криза, имаше големо зафаќање за резервации во банките. Сега со ситуацијава голем дел од компаниите не може да си ги покријат трошоците и да ги плаќаат сите придонеси и даноци кон државата и кон вработените. Така да ќе се соочат со поголеми проблеми за добивање на тековните ликвидни средства. Затоа сметам дека и банките ќе имаат поголеми резервации во иднина, ќе биде малце потешко да се дојде до нови кредити. Новите кредити што се земаат сега во моментот се со повисоки камати, затоа што и Народната банка е зголеми каматната стапка. Но се надевам дека после нова година ќе се регулира малце пазарот, ќе се реши проблемот можда и со енергенсите. До тогаш се надевам дека ќе се раздвижиме како стопанство, затоа што сите овие удари во моментот сега што се случија ќе не освестат да размислуваме на подобрување на можности, за добивање на други можности да обстоиме на пазарите. Вие во еден период ја префериравте идејата и ја заговаравте тезата за формирање на економско-фискален совет, кој, цитирам, ќе биде задолжен за спроведување на економските реформи. Ова идеја на два пати досега е промовирана. Вие велите за тоа идеја гледате обединување меѓу политичките елити со цел да се дојде до поефикасна администрација и поефикасно судство кое нема да биде за едни мајка, за други макија. Желбата беше, ова не е само моја идеја, ова е идеја на повеќе бизнисмени. Ја слушам од повеќе бизнисмени, од стопанските комори, затоа што Македонија страда од политиката. Партиите се менуваат една со друга, но бизнисот никако да излезе надвор од политиката. Голем дел од компаниите се зависни од политиката, точно. Политичарите сакаат да бидат повеќе во преградка на бизнисмените или бизнисмените сакаат да бидат во... Двете страни, затоа што државата е најголемиот работодавац и најголемиот најголемите пласмани на пари се случуваат во државата. И така да некои бизнисмени полесно име да работат за државата отколку за приватниот сектор или за за нормалните граѓани. Тоа е проблемот. Заложбата за тој економско-фискален совет е да се ослободи владата, да не биде лошата, да не биде онаа која ќе брка администрација, која ќе ги решава проблемите, тешките проблеми, затоа што секоја влада се плаши од таа негативна референца према од вработените, од граѓаните. И затоа нас ни беше целта да размислиме да се направи тој економско-фискален совет кој ќе се грижи за поставување на параметрите како да се реши некој проблем, а тој проблем е администрацијата, дел од судството, да се реагира за некакви одлуки кои се непринципиелни и некоректни, да се помести државата во еден позитивен правец, а да се ослободи владата и политичките партии да не бидат тие кривците за некакви промени. Ќе ве потсетам дека пред некоја година се заговараше тезата и се стартуваше со идејата за прогресивен данок, но многу брзо и таа реформа падна во вода. Зошто? Премногу давачки имате како компании, па дополнително овие товар? Па кој ќе прочитате даночните зафаќања што се предложени од владата, тоа е само за компаниите кои плаќаат до сега данок. Значи ние немаме даночни зафаќања во сивата економија и во намалување на администрацијата. Ние поново имаме зафаќање на приходите од компаниите кои имаат некаков приход, кои работат, кои стварат во оваа држава.
Вие го оптеретувате магарето кој носи, го оптеретувате со уште поголем товар. Па тој еден ден ќе падне. Така и нашето стопанство. Ние се трудиме да направиме како компании приход и профит, за да можеме да инвестираме. Ние не ги изнесуваме парите надвор. Ние, политичарите ги изнесуваат парите надвор. Ние како бизнисмени, можем да кажем дека сите бизнисмени сакаат да инвестираат. А од друга страна што добиваме? Добиваме само повеќе даноци за административните работници. Така? Ние не добиваме ништо. Кога беше зафаќањето, претходното зафаќање на персоналниот данок, на зголемување на персоналниот данок, нашата заложба како стопанственици беше дел од овој данок да се пресметува, со тоа што секоја компанија ќе има можност во рамките на тоа пресметување на тој данок да го даде за зголемување на образованието на самите вработени. Значи, јас моите вработени ако ги праќам на дошколување или на некакви стипендирања, дополнителни посета на саеми, на обуки, да го користам тоа зафаќање од даноците што го имаат моите вработени кои имаат поголеми приходи, да го дадеме за зголемување на знаењето. Не беше прифатено. Сите тие пари влегува во буџетот за затварање на дупките. Господин Антевски, на крајот многу вложувате, според тоа што можев да читам, многу вложувате во вработените, во нивната едукација, во обука нивна. Прашањето ми е од каде обезбедувате кадар кога речиси голем број од македонските компании велат имаме проблем со обезбедување на луѓе за да работат. Ќе се соочиме како држава со потреба да увезуваме кадри? Да, мораме да почнеме да размислуваме на таа варијанта. Ние ќе кажем сме средна, мала компанија. Нашите вработени ги наоѓаме директно од клупите. Значи, дали од средните школи или од универзитетите, од факултетите. Ние имаме прекрасна соработка со електро и машинскиот факултет, имаме прекрасна соработка со неколку средни школи во град Скопје. Имаме многу проекти што ги работиме заедно, европски проекти, секако и заеднички наши проекти. Ги наоѓаме кадрите директно, значи од клупите, ги образуваме и тренираме кај нас во нашата компанија и полека со текот на годините ги раснеме. Значи ние секоја година имаме цел 5 до 6% од новите вработени да ги преземеме веќе директно од клуб, мислам новите вработени сите ги преземеме од клубите, но 5 до 6% секоја година да раснеме со тие вработени. Секако вработуваме за поедноставните работи луѓе стандардно од бирото за вработување или некој што ќе се јави на оглас, не е никаков проблем, но оној кадар што си го градиме ние го зимаме директно од факултетите и се обучува кај нас неколку години за да може после самостојно да работи, затоа што нашата опрема е специфична. Ние вложуваме во најсовремената техника во нашето работење, така да сето тоа бара кадар кој ќе се изгради со текот на годините. Не можеме да го земеме од улица па да го вработиме и да работи на софистицирана машина од неколку милиона евра, така да сето тоа ние си го работиме во нашата компанија лично. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодариме на вас. Почитани гледачи, следете разговор со Горан Антевски, генерален менаџер на Раде Кончар